која што се појавува од време на време, таа е актуелна во текот на целата година и токму затоа утрешниот ден 21 септември, кој што е светски ден на мирот, ние како ова коалиција заедно со нашите партнери Првата либера амбасада во светот Меѓаши и граѓанската иницијатива Скопје смо за аларм, ја посветуваме токму на еден мировен марш за чист воздух. Кон нашата иницијатива се приклучија уште 14 други граѓански иницијативи, здруженија, организации. Сите тие се активни и сите тие работат на полето на здравата животна средина и на чистиот воздух. Планираме маршот да започне утре во 17 часот од пред владата на Република Македонија, каде што ќе се обратат неколку од нашите активисти, значи членови на деловите граѓански иницијативи, потоа пешки ќе продолжиме по булеварот Илинден, се до булеварот 8 септември во Карпош, каде ќе се споиме со нашите партнери, тоа се граѓанските иницијативи, ние сме Карпош 4, Стоп на загадувањето, воздух сега и Карпош 3, кој што истовремено во 18 часот има мирен протест пред општина Карпош со цел да се спречи урбанизацијата на кеот на Вардар и да се задржи зелениот појас по кревиката. Сметаме дека овој период е исклучително важно да се зборува за ова прашање, пред се заради тоа што сме на чекор од зимата, значи есента ни е на крагот и знаеме дека овој период сите вредности кои што се мерни во поглед на загадениот воздух ќе скокнат драматично и дека ќе биде предоцна после да се реагира. Сметаме дека е важно овој период и да се слушне гласот на граѓаните, бидејќи тие директно ги чувствуваат последиците од загадувањето во сите поголеми градови од Македонија, значи пред се Скопје, Тетово и Битола, но тука сега се и Пичево, Кавадарци, Струга и така натаму, а и пред локалните избори очекуваме од новите градски власти многу посериозно да го сватат овој проблем и заедно со централната власт да преземат итни, но и краткорочни и системно долгорочни мерки со цел да се намали загадувањето и секако да се заштити животот и здравието на граѓаните во Република Македонија. Срамно е за државата, за Македонија, да има на листата од 10 најзагадени градови во светот 3 своји градови, а истовремено е многу тажно во 21 век ние да се расправаме со вакви енормни нивоа на загаденост, со огромни бројки на болни луѓе, на болни деца, но и на смртни случаи како директна последица од загадувањето. Затоа што предпоставам и само се знаете, загадувањето во Македонија е предизвикано од различни избори. Предпоставуваме така комбинација, лоша комбинација на повеќе ученители, на индустријските капацитети кои што работат без соодветните филтри, не почитувајќи ги повишаните стандарди, на намалувањето на урбаното зеленило, на една агресивна урбанизација, на лошото справување со отпадот, како и застарените техники за транспорт, за грејење и така натаму. Ние како ОДВА коалиција имаме многу средби со различни граѓански иницијативи. Мислам дека се близу 20 кои што се вклучени во таа наша граѓанска соработка и сите заедно успеавме да се интегрираме и да направиме систем од мерки кои што како таков веќе го доставивме во Министерството за животна средина, го доставивме и во владата на Република Македонија и надлежните институции, а ќе го доставиме и до сите кандидати за градоначалници, без разлика од која партија доаѓаат, бидејќи овој период е исклучително важен за нас да ги вклучат овие мерки во нивната програма, докато тоа веќе не го направиле и во рамки на потенцијалните мандати во тоа да ги реализира. Што се однесува до подигнувањето на граѓанската свест, тоа е еден долг и за жал во Македонија еден бавен процес, но ние постојано алармираме и ги информираме граѓаните за опасности и начините како да се заштитат. Оно што сакам на крај само да го кажам и да резюмираме е дека ние сме многу мала држава, сите живееме во една мала држава која што има огромна загаденост и без разлика на сите разлики кои што ги имаме меѓу нас, квалитетот на воздухот веројатно е единствената спојка која што ја имаме и токму затоа таа едукација треба да биде интензивна, долгорочна и на сите нивоа за подигање на екологичката свест, бидејќи прашањето на чистиот воздух е прашање за здравје, најсимплифицирано прашање за живот и смрт. Јас не ви должела повеќе доколку имате некои прашања кои што се однесуваат за работата на коалицијата и граѓански движења, можете да се контактираме. Сакам да ви давам збор на нашиот
интензивно во едукацијата на за здравата животна средина и чистиот воздух с нивните средни училишни и средни општини. Благодарам. Она што сакам да го нагласам дека за ова прашање имаме консенсус. Голема подршка од граѓанството, граѓаните, очекуваме утре истата подршка да се потврди топло овде, да се 12 часот пред владата, затоа што за ова прашање е живот. Значи, посебно на децата, кои што мораме да излеземе и јасно да кажеме дека не само Скопје, Кавадарци, Куманово, Битола, Тетово и многу други градови се засегнати со правото на живот. Чистиот воздух и здравата животна средина е елементарно човешко право и за ова наистина не треба да се дискутира. Забележуваме поголема мобилност од страна на владата на Република се надеваме по нашите пророки со резултати, затоа што ние искорачевме среднорочни, краткорочни и долгорочни барања. Очекуваме да се случи многу интересни промена. Ние следуваме многу за почесто, затоа што само на тој начин сметаме дека можеме да кажеме дека децата имаат право на чист воздух, здрава животна средина, дека секој прво дете да полетува од астма, диабетис и други и дека правото на живот е гарантирано право и со уставот и со конвенцијата за правата на детето мора да биде респектирано на владата на Република Македонија. Очекуваме промена, очекуваме подршка и мислам дека тие ќе се случат, добиеме подршка не само од медиумите, но и од граѓанството. Затоа ги повикуваме граѓаните јават тука да бидат заедно со нас во 17 часот, дека само на тој начин може да јасно да ги правиме што се веќе. Државните институции, како што е главата на Република Македонија, Министерството за животна средина и prostorno планирање и сите други државни институции кои имаат одговорност според Уставот, а може да сносат и кривична одговорност доколку навистина го губиме животот на детето од заболување. Може некоја од зверки да верам да ни кажете? Да, можем да ви само момент. Дайте ми на секунда да ви. Барем неколку тие што ви се повитки да речем. Дайте ми на секунда да нема. Ајде. Били застани. Стојте пред нас. Се фаќа? Малце да. Малце. Може малце само да. Малце да стига.